Поздрав од Чифтеамам, еден од објектите на Националната галерија на Република Северна Македонија. Ке разговарам со Маја Крстевска, виш кустос во Националната галерија на Република Северна Македонија. Веќе кога влеговме во Чифтеамам, буквално сите изложбени простории се украсени со делата, каде што утре вечер во 19 часот ќе биде отворена изложбата на познатиот ликовен уметник Нехат Бекири. Во 19 часот ќе биде отворено. Маја, навистина сте подготвиле, можам да кажеме, на преубава изложба. Добро утро. Добро утро да сите гледачи на Македонија наутро и благодарам за поканата утрово да бидеме со вас од Националната галерија. Колку дела и колку што можам да забележам, има еден колорит каде што го украсуваат овој објект. Техниката е комбинирана? Комбинирана техника, акрилна платно, се работи за над 100 уметнички дела, слики и неколку инсталации кои што уметникот ги творел и професор, јас би нагласила, на Тетовскиот универзитет Нехат Бекири, и ова е неговиот опус, избор, значи, на неговиот опус во 30-ниското негово творење. Така, утре вечер ќе биде во 19 часот, до кога ќе трае изложбата, и верувам дека секој веќе посетител што сака да го погледне ова може да бидејќи ова е ретроспективна изложба и, да кажам, политиката на нашата куќа и на големите куќи низ светот е овие изложби да траат повеќе од еден месец. Така да се надевам дека целокупната публика и стручната и пошироката јавност ќе има месец, повеќе од месец, да ја посети изложбата во Чифтеамам. Така, може ли малку да откриеме за овој уметник, за публиката што не го познава, ова што може да се погледне абстракција? Така, значи, така, на абстрактното сликарство, меѓутоа во својот почеток, во своите сликарски почетоци, да кажам, тој слика и фигуративно, има неколку циклуси. Она што би сакала да напоменам, кој не го познава овој уметник, дека дипломирал во Приштина, роден 1967 година во Тетово, предава на Тетовскиот универзитет сликарство, и сметам дека и за регионот и пошироко е навистина значаен автор, и она што е ексклузивитет е като и за прв пат самостојно изложува во Националната галерија на Република Северна Македонија. Навистина нас не беше чест што оваа година го добивме овој проект поддржан од Министерството за култура. Верувам дека оваа изложба ќе прошета низ Македонија, најмалку прва можеби ќе биде и во Тетово. Честитки пред се и за буквално вие како што помагате, бидејќи сте куратор на оваа изложба. При крај на годината би сакала вашето присуство во Македонија наутро. Имавте доста проекти годинава, можеме ли барем неколку да истакнеме, а потоа ќе ве прашаме и за она што планирате? Може да се истакне, она што е ексклузивитет, повторно ќе кажеме, учеството на нашата куќа на Венециското престижно уметничко биенале со фотографот Роберт Јанкуловски и Моника Мотевска, неговата сопруга, што навистина беше од огромно значение како за државата, така и за нашата институција, и големите ретроспективни изложби на Димитар Контовски, би кажала, на Аджиевски, и така, навистина плодна година, каде што оставивме, сметам, печат на целокупната јавност во нашата држава. И продолжуваме понатаму, и како ексклузивитет, утре ќе биде отварањето на оваа изложба, со што новогодишните празници ќе ги разубавиме на нашите граѓани. За до година можеме да откриеме, знам дека аплициравте, се уште нема резултати. Да, нема. Што ќе се зафатите после? Резултатите ќе се објават во јануари месец на официјалниот конкурс што го објавува Министерството за култура, меѓутоа во предвечерието на 75 годишниот јубилеј на оваа институција би сакала да нагласам дека ќе има доста интересни изложби. Направивме една убава слика на она што е преглед на 75 години постоење на оваа институција, и она за што се залагаме во оваа година е дефинитивно отварањето на куќата спомен музеј на Лазар Личеновски. Знам колку ви значи вас лично. Секако, бидејќи како потомок негов на куќата го заслужува и овој уметник јавноста да се отвори. Така, и во разговори и официјални и неофицијални со директорката Дита Старова на Националната галерија, навистина многу се заложува. Неприкосновена е незината заложба. Навистина неприкосновена на доктор Дита Старова како наш директор, оваа куќа и заложба да се отвори како музеј спомен куќа.
Така, ќе ви се заблагодарам за директното учество во утринската програма на Македонија наутро. Ви посакувам и во 2023 година навистина да имате успешна и плодна работа. Впрочем, ние сме и за вас, за да ве следиме и навистина има јавноста што да види, што да се едуцира и она што значи ликовна уметност, навистина да продолжи. Ви благодарам, јас би се надоврзала на ова, да ги честитам новогодишните празници на целокупната македонска јавност и на гледачите на македонската телевизија и до вас, значи секогаш сте поддршка новинарите, сите служби, сниматели, техничките служби, навистина без вас оваа институција не би можела да го реализира и да го анимира она што вие го пренесувате преку вашиот медиум. Сосема на крај уште еднаш, утре вечер, да подсетиме 19 часот, Чифте Амам, Национална галерија на Република Северна Македонија, ретроспективна изложба Нехат Бекири 30 години творештво. Ви благодарам. Благодарам и на вас.